Во општина Прилеп, која до 2016 година важеше за лидер во издавањето на решенија за легализирани дивоградби, како и на дозволи за градба, последниве неколку години овие процеси беа целосно закочени. Претходната локална власт за целиот свој мандат издаде едва и неколку вакви решенија, а додека претходно тие се издаваа на неделно ниво. Ова создаде револт кај граѓаните кои со години имаат комплетна документација за да ги легализираат своите имоти, но како што велат, постапката им е заглавена во надлежните општински служби. Иста, ако не и значително потешка, е состојбата и со издавањето на градежните дозволи за изградба на нови објекти, што предизвика сериозен застој во развојот на локалниот градежен бизнис. Градежниците велат дека во последниве 5 години бројот на издадени одобренија за градба се броел на една рака, состојба која е поразителна за нивните бизниси. Некои од нив тврдат дека за градби на свое земјиште и со комплетна градежно-техничка документација и по повеќе од 2 години не успеале да дојдат до одобрението за реализација на проектот. Имајќи го предвид сето ова, актуелниот градоначалник Борче Јовчевски уверува дека на решавањето на овој проблем новата локална власт веќе интензивно работи. Кажавте, неколку години урбанизмот немаше или една или две дозволи само издадено, превземени се нагли интервентни чекори со измена на кадарот и на персоналот, кои што под итно почна разгледување и решавање на тие одобренија за издавање. Се разбира, правно издржани и во законски рамки, и сметаме дека до крајот на годинава, значи декември, и почетокот на 2023 година, Прилеп ќе изгледа на едно огромно градилиште со многу објекти. Инаку, во изминатите 5 години, на територијата на општина Прилеп беше изградена само една поголема стамбена зграда, чиј собственик е во роднински врски со претходниот градоначалник. А според шпекулациите во градот, екс-градоначалникот бил кособственик на тој објект.